За да го започнеме раскажувањето за животот и за делото на писателот Волче Наумчевски, неизбежно е најнапред да соопштиме неколку податоци од неговата биографија. Ова е Прилеп, каде што во 1916 година е роден Волче Наумчевски. Поради немање материјални услови за школување, е принуден да го прекине школувањето и родителите го даваат да го изучи терзискиот занает. Занаетот ме носеше по многу села, се присеќава Наумчевски, и таму го гледа вистинскиот живот на нашиот човек. А и мојот живот беше многу исповрзан со нивниот. Маките ни беа заеднички. Од тие најрани мигови на својата младост ја чувствува потребата да се искаже, да го пренесе своето незадоволство и незадоволството на народот преку напишан збор, преку песна. А песната ми беше најблиска, си спомнува Наумчевски. Таа го одржала мојот народ низ векови. Со сликарот Ачевски во 1939 година го напушта Прилеп и доаѓа во Скопје. За потоа во 1941 година во Софија да се сретне со неколкумина македонски поети патриоти, како Колен Делковски, Кочо Рацин и други. Во тој период тој ги создава своите песни и ги чита на истомислениците. Неговите песни се полетни, со младешки повик за борба, за слобода. Борбата за слобода ќе го доведе во 1941 година назад во Прилеп, каде што учествува во нападот на Прилепскиот участок против бугарскиот окупатор. Тој е борец во првата македонско-косовска бригада, а потоа и заменик командир на чета во втората македонска ударна бригада. Моето познанство со поетот за деца Волче Наумчевски датира од 1945 година. Со моето идење во Скопје, каде работев со писателот Славко Јанвески на уредувањето на првиот часопис за деца Пионер, подоцна Титовче, а уште подоцна Пионерски вестник, се запознав со поетот Волче Наумчевски. Тој често пати навраќаше во нашата редакција, ни носеше за вестникот песнички и ни ги објавивме во Пионерски вестник, кој беше лист каде скоро сите досега познати помлади писатели ги објаваа своите песни во него. Подоцна тој почна да објавува и засебни збирки песни за деца. Дури за една негова книга, која тогаш во 1950 година ја издаде ново поколење, издавачкото предпријатие на Централниот комитет на младината на Македонија, која носеше наслов Виорно знаме, јас напишев дури и приказ во вестникот Единство. Многу силен впечаток ми остана од таа збирка песната Јунак и бука. Буката на сите ветрови и бури прекосела, одолевала исто како и јунакот. На крај заедно гушнати легнале нешто мотив како по Максим Горки. Еве неколку стихови. Не знаен јунак во рани свиен, бука и јунак спружиле раце, гушнати мртви зборуват тие. Волче Наумчевски како поет потекнува од работничка фамилија и од рано детство се запознал и проживел сите работнички маки и страдања. Без средства за живот, како син на работничката класа, тој не можеше да го оформи своето образование и се издигнуваше со упорна работа и читање и пишување и да го усаврши својот мајсторски стил и своето мајсторски збор за пишување.
Исто онака како Максим Горки и многу други. Тој е најстариот поет меѓу двете војни, другарувал со Кочо Рацин и Коле Неделковски. Првите стихови почнал да ги пишува во бивша Југославија. Во 1938 година се појавува неговата песна Циглана со мотив социјален за работниците, поцигланите, туланите, нешто како тутуноберачите. Во 1039 година се појавија неговата збирка песни Иде пролет под псевдоним В. Дановски, која е уништена да не падне во рацете на тогашната полиција. Тоа беше печатена во Битола. Како другар на Коле Неделковски, во 1941 година емигрира во Софија и таму на македонски јазик ја издава книгата Македонска китка. Во Волчевата посебна Волчевата литературна дејност се развива после ослободањето во новостворените услови во Слободатското Скопје, во новостворените услови за работа на културно-просветното поле. Волче Наумчевски, како човек и поет, кој доста дал за литературата за деца, сам се самообразувал. Бил работник, селски тезија и се изгинал како поет за деца и денеска завзема едно видно место во литературата за деца. Макар што немал среќа да се школува, тој дал се од себе си и станал познат поет, кој е застапен дури во антологијата за деца на југословенските народи. Со својот лесен јазик, тој им е близок и приступачен на децата. Со своите чисти и звучни рими и лесниот јазик и фантазија, тој ги пленјава срцата на децата. И со секаква своја сила, тој умее да се доближи до децата. Се сеќавам колку аплаузи собирал на литературните читања со хумористична негова песна Јас сум јунак. Нема читанка и скоро било кој часопис за деца да не сретне некоја негова песна. Неговото творештво го пратам и се восхитувам со неговата песна и неговите стихови, кои ненаметливо сами се прилепуваат до срцето. Тој се работува во нашите листови за деца, Наш свет, Развигор, Другарче и во страниците на Колибри во весникот Нова Македонија. Тој со многу успех веќе наред години во Колибри ја уредува страницата Чичко Волчево каче, каде ги изнесуваат своите мисли многу познати наши писатели, художници, композитори и други познати културно-просветни работници од сите области на науката и уметноста. Волче Наумчевски завзема едно видно место во македонската литература за деца. И на крајот да ви ја прочетам неговата песна, која ја напишал како партизан од партизанскиот живот. Песната носи наслов Ноќ на црна. В ноќ уморна тешка, низ тиквешко поле, завјасавнев шепот до Клинската леса, колоната наша замрзната гола се движеше тивко каде реката Бесна. Вечерната магла, напластена густа, го крадеше патот, од очите наши пенливата вода, доловите густи јуришеше брзо и бучеше страшно. Во тиквешко поле, кај ластар се веje, крај реката Црна, јас овци сум пасел, со другари верни ни говори тој борецот Васил. Со страшна вечер бездна и пуста, по дрвјата голи, што иње ги краси, шепавте да ме сами, за цветните гори, кај слободно шетал со овците Васил. И одеднаш, оган, од заседа блесна, врешената трага се растори в мракот, кожарави пилци на лесата тесна, наредени ноќта не закоси врагот. За двежици распнат, мост надвиснат платен, од кртечен оган поминам несмело. На другата страна враг на нож не срете, се биевне в ноќта крај пустото село. И извици бојни, од другари страшни, светкавици ножој пред очите светат, во барутен оган се бориш и дишиш и леташе на штикој нашата мала чета. По личните патој, статнени душман го снема во ноќта во тиквешко поле, а песната тогаш на вас ја слушнав за личната земја, за патот најголем.
Волчета го познавам и другарувам со него, а и сум другарувал. И моја симпатија е. За Волче можам многу да зборувам, али би одбежал некои моменти. Бидејќи кога зборувам за Волче, исто како зборувам и за мене. Биле заеднички вака поврзани. Иако тој е постар од мене. Многу добро се сеќам Волче пред војната, на екскурзиите што се приредуваја, беше главна атракција. Беше најударен мобилизаторски вака со својата поезија и со својата способност за рецитирање на своевиден начин. Со црвена машна, со засукани ракави, се качуваше на дрво, рецитираше Тулана, неговата песма, позната, чувена песма, Освести се работниче и многу други песми, што го подигаше духот на сите работници кои беа на тие екскурзии. Волче, со Волчето имаме даване на представа за време окупацијата, 40-та, на почетокот, 40-та година. Таа представа се вика Чорбаджијата. За време турското робство се работи. Волче, јас имам главни улоги, јас најглавната, Волче потоа друга. На таа представа Волче беше пак истакнат меѓу нас сите, пак со своето рецитирање. Се сеќам во салата, грбеше кога викаше тој, целата сала, чија е македонската земја и така натаки. И сите присутни се ежеа од неговото рецитирање. Волче исто сме доживели 11. октомври нападот заедно. Тој беше партизан, јас позадина. Ноќта во нападот Волче дојде, ме дигна, каде што бев јас, кај Чопела, народниот херој, таму се криев. Вика, стани, другарче, да чуеш, слушаш ли што се станува? Не знам реко што станува. Ми покажа бомби во џебоите, куршуми и така. Ми исплаши мене. Рече, нападнав, не рече. Кај нападнав ти? Така, участакот беше нападнат и како што знаете, востанието во Прилеп како се одви. Потоа го со кријавне, бидејќи не беше сигурно, тука Волче во една племња, престои 2 дена закопано во племната беше. Мисле, че и не знам дали јадеше. Имаше блокада. Потоа, ко се деблокира, мислам, со котле млеко, е шмугна Волче како и секој, така со својата среќа избега од полицијата. За Волче може многу да се каже, али на крајот би рекол дека неговата улога во тоа време, пред војната, во работничкиот покрет е, би рекол, Мајаковски за Македонија. Тоа беше Волче за нас сите. И неговата е заслуга голема, која треба се цени. Црни думани големи чурат, облаци матни дигнале бура. Луѓе задавени месат кал, закопале снага нивна до полојна, наредиле тули од нивната пот, излезена ко војска настројна. Фрлаат кал, дена една, дена друга страна. Тука потта и крвта се цеди. Това е Тулана. Ден и ноќе тука плуваат, на дожд, на ветар, раци и нозе нивни изземнуваат.
представени луѓе, на сонце, на фурна, на оган како лебот што се печи. Тука нивната снага гори, тука потта и крвта течи. Тули треба да се прават и живота своја да си ја даат, за палати големи да се дигаат. Чурат думани големи и планаат, тука се печи месо и тули, това е тулана. 5 тули за една пара, 100 капки пот за аспра. Помешана живот со земја, това е надежда нивна и нивниот късмет темен. За една пара, животта бедна е ранат. Животта нивна така течи, това е тулана. Другари од деца мали и заедно си игравне, се на школија си одевне. Кај нас беше, немаше струја во нашето мало и така се пропелава нисто песокта. Второ, долномалци ни покажа тогаш еден джек да се бијаме со плајки. И со плајките, со волчите мене ми е дупна глата и немаше што да ја запрам крвта и волче ми даде не партал, па со партала ми е закна глата. И така детството ни е до први гимназија. Први гимназија кога бевне, даскало му велите, волче му вели, ти си само за писец да бидиш. Во 1935 година се основа културното уметничко друштво Абрашевич ете овдека. Имаше една приредба и јас тропнав на вратата да ми отворат. Не ми отвора. Кога ме виде тој преседателот беше зет мој, ми отвори, Методија се викаше. Ја гледавне приредбата. На приредбата имаше скечеви, разни рецитации и други приредби погодни. И јас му рекол на зет му, оти ова не е ништо. Што рече не е ништо? Па ова рецитацијава не е ништо, можам јас да напишам. Тој ми рече, слушај, рече Шура, тие песни ги пишува образовани луѓе. Тие се учени луѓе и покрај тоа и талентирани. Тој беше многу начитан човек, добар марксиста, ја познаваше и литературата. Јас му рекол, јас можам да напишам песна. И ако ти можеш да напишеш песна, дојди в недела, напиши ја да рецитираш. И така ја напишав овдека првата песна и кога ја поднесов на состанакот за да ја прегледа, беше многу револуционерна, неќе да ја прима. И место мојата песна молитвата, ја пријавија тие во полицијата, о класје моје од Шантича. И така, на следната недела, јас на таја бина ја рецитирав пред публиката својата песна молитвата. Јас неќам да зборувам за настаните во НОП многу, само ќе кажам еден момент од борбата на Мрежичко. 4 дена бевне гладни, жедни, не вати првиот снег, уморни и на една колона која веќе имавме почивка, бевне гладни, јас буричкав и најдов во својата радница едно кромитче. И то кромитче го извадив, го излупив и крај мене седеа 5-6 косовари. Гледаја во кромитчето, тие знаеот и не можат да се најадат, но рекоја, друже, дај ми едно љуштури, барем да помиришем. Да помирисат, за да има сила и моќ за да пешачат напред. Исто така јас неќам да зборувам за оние борби, за оние покрети, за оние виулици во бригадата кои ги доживуваме ние, гладни, боси, голи, кои често пати сонувавме, оти нешто јадиме, оти нешто убаво носиме на себе си, а најтешко ми беше кога ќе ја минеме границата, мене ми се чидеше, оти се најдувам во својот дом, оти се најдувам на своето корзо, оти се шетам со своите другари,
чим ќе ја поминевме границата на Егејска Македонија. Али откако ќе ја поминевме границата, постојано ние бевме во борби, постојано во гонење од непријателот, кој никако не ни даваше да издишиме со денови, со вечери и се така само напред, со гинење на жртви, на другари. Многу е тешко кога некој другар ќе ти падне пред тебе. Особито се сеќам на 25. мај 1944 година, борбата на Витолишца, другарот Манчо Матак, денеска народни херој, пред мене загина. Едно предкажување имаше, уште во зората, почнаа кукавиците да кукаат страшно многу. И еден од партизаните рече, тешко нас ќе биде денеска. И вистина, на таа борба да дадоне 12 жртви и 12 ранети. Тука загина Ордек Крската, тука загина Киц Гавриловски, тука загина и едно момче од Боула. Јас исто така соработував на нашите партизански вестници и напишав доста песни таму, кои тие песни ги бодреа нашите другари. Особито можам да ви кажам неколку стиха од таа песна. Ние сме смели, решителни партизани, прегрнати од смртта секој ден, носиме слобода на сите страни, под врели кумшуми и грмежи без број. Со полни пушки секош на штрек, немирни коволгаво силни далги, го градиме ние утрешниот човек за ново живот. Природната стихија ние ја победивме, задушните ветрој и бесите снегој како просто пред нас ги постане. И така таа поезија даваше надеж на тие партизани. Јас се викам Митревски Крсте, иначе партизанско име Госпо. Другаро на Умчевски Волче го познавам јас уште за време на бивша Југославија како поет и писател. Една ден, 1940 година, Спирковски Блаже Крстеченец беше хапсен од страна на бившата жандармерија. Приликом тој претрес најдоа еден летак кај него. Во летокот пишуваше: освести се работниче, за те вида порни денови. То се стихови на другарот Волче на Умчевски, и кои овие стихови ние стално и певне као деца, као младинци по нашите улици во Прилеп. Другарот Волче на Умчевски уште подобро го запознав као писател и поет 43 година кога дојде во партизанските одреди, односно во баталјонот Мирче Ацев, Македоно-Косовската бригада. Ние кои напуштиме слободната територија и Волче со нас маршираше преку Галичица до Егејска Македонија околу 150 до 200 км, односно испод планината Кожув. Нашиот батальон Мирче Ацев доби задатак во заедница со Македоно-Косовската бригада да го нападне граничниот одсек во село Мрежичко, на кое место имаше сместено скоро еден батальон бугарска фашистска војска. На местото каде што беше поделена нашата Македонија на два дела, на Вардарски дел и Егејскиот дел. После цела ноќ патување, со баља рано стигнавме, го нападнавме граничниот пункт. Преку целиот ден водевне борба со бугарската војска, а вечерта отпочна лапајца, односно снег да паѓа. На Волче десетината беше откината, скоро и блокирана од страна на бугарската фашистска армија. На Умчевски Волче тогај као писател и поет, односно и као делегат и борец на оваа единица, си исправи простум и повикуваше бугарските војници на предавање, односно и позиваше на нивните револуционари Христо Ботев и Васил Левски. И позиваше на оние предходни војници пред 10 дена кои се предадоа на карулата Коњско заедно со нивниот командир Дичо Петров. Во тој момент војниците некако се смирија и Волче успе својата дестина да ја повлечи преку селото и се повлека во горе да се поврзи со нашата единица. Во оваа куќа ги напишав двете стихозбирки. Иди пролет, исто така и Македонска китка. Ги напишав песните Шпанија, првата песна Молитвата, Еве судете ме, Што е сега и многу други стихотвори.
Ние немавме осветление тогаш, ние имавме една лампичка мала, па си ја земавме од едната соба во другата, кај што требаше јас да пишувам и да ги будам своите родители, кога веќе јас имав инспирација за пишување. Ако често пати некојаш се лутаја моите родители, не ми ја даваа лампата, јас морав на месечина да ги пишувам песните. И многу од нив песни се напишани и на месечина. Во оваа куќа исто се одржуваа марксистичките кружоци кои ги водеше Димча Джимитре, а членови беа Трајче Мирчевски, Бајута, Гога Јанич и јас. Се проучуваше од Хераклита до Маркса. Ги проучувавме филозофијата на Аристотел, на Хегела и на многу други научњаци. Фойербах, Антидиринг, политичка економија и многу други книги. Исто така во оваа куќа дојде како илегалец Аспаро Корубиновски, која местниот комитет од Прилеп реши да појди во илегалство пред да се напаѓа Прилеп. Аспаро Корубиновски седеше овдека 2 недели и оттука му го дадов на Димче Малио Грбовото во неговиот стан. Овде исто така се одржа еден состанак на местниот комитет кај што се реши да уопште да не ода во бугарски војници кои беа да излеза партизани кои требаше. Тоа значи и првиот состанак на местниот комитет кој тука беше Трајко Тарцанот, Ордан Чопела, беше Аспаро Корубиновски и Роскопот. Еве ги дупките од пушкомитролезот на германците кои стрелаја, кои ми го тепаја татко ми од онај вис од озгора. Тој сиромав, јас му кажав да си оди в село, да се одмори таму, оти дни веќе имаме борба. Тој рече, не одам в село, еве јас собрав неколку куршуми, нати куршуми, па борили се со фашизмот. И така невина жртва падна, седејќи дома, на никој ништо да не му мислеше, сакаше човекот да работи, да живее, да твори и така, творејќи со својата работа, загина. Беше тешка зима, подледениот Синџир, смрзнати гори, смрзнато поле, закони луѓе во темните ѕиве, и давеше северот луд, кинеше месо од студ. Нигдека песна не можеше да се слушне од разни пилци. Нигде глас не можеше да брчне од разни живини. Се беше заплатено, заматено во црните темнини и давеше северот луд. Од земи живина ораше, груваше, пееше песна и на северот велеше: Јак си север луд, задавуваш, задушуваш, ти си денеска на власт. Јак си север луд, задушуваш, задавуваш од студ. Али иди пролет, пролет над пролета, и се што живеј од земја ќе пролета. Ке искини овие замрзнати синџири, ке се појават гори зелени, ке мирисат нивната трева на младост, ке прозрачи воздухот млад, ке се разбудат пилците од најдлабок сон, ке излезат од темниците страшни, ке пеат песни слободни, песни пролетни. Ке излези пчела малечка, ке брмчи слободно по поле широко, по гори високи. Со песна пчела од цвет на цвет, лет па лет, ке збира рана, ке збира мед. Гласо нејзин ори, по гори, по полиња звони и тивку ке збори. Не е зима сега да бидеме предплатени во своите ладни кошарки, во своите келии мрачни. Сега е пролет. Сега е
ден на деноите слободни, цело поле се е мое. Сите цветја шарени, сите лисија зелени шираци правата своји и слободата моја. Јас сега би кажал нешто после војната, како почнувам да пишувам, да наставувам, особито како што се гледа, моје опус е скоро 18 книги. После војната одма ја напишав Виорно знаме, Сеќавај на одноп, разни борби, опишав тука Ноќна црна река и многу други песни. После тоа дојде поема на злото, исто така 51 година. После дојде книгата И пролет и есен. После дојде исто така книгата Нагласника и Ѓорѓињата, една детска бајка. Тоа значи неуморно се работеше во тоа време од и покрај изградбата на нас, на писателите, ние стануваше да пишуваме поезија. Поезија кој ќе го воспитуваме она дете, онај младинец, онај борец, кој многу ни остана нас на поетите кои треба да пишуваме. Затоа особито јас се посветив најмногу на детската поезија. Разбрав од и по детството да се трча, да се пишува, тоа значи тоа е неисцрпено кладенче, детско, чисто, како што е чиста неговата душа. За инспирација често пати, може по некој случај, во тој месец март. Изморена некоја пчела ќе ви кацнеше на Петов овдека. И мене ме досетува што ти е веќе пролет, оти треба да се пишува за таа убава пчела, за таа убава пеперуга и за тоа убаво дете кое не може никако да се опиши во сите стихови. Мене ми текна исто така на нашето дете нешто да му посветам важно, особито од македонскиот вес. Почнав да ги пишувам овие шари. Чудесно како се развива тој вес. Да речеме, по високите планини само се гледа аловата, црвената, портокалијата боја, бојата на слободата, бојата на сонцето. А че влеземе во полето, ние ги гледаме шарите бело, црвено на спектарот, бојата на ливадите, бојата на мирисно цвеќе. А чим че дојме до градиштата, ние одма ја гледаме бојата на жалот, црно, сина, црно, жолта и такви бои, кои што секогаш се опишуваше бојата на жалот во градиштата. Денеска јас напишав доста песми за децата, награден сум во Струга за најубава книга, тоа е Позлатени лисија, 1970 година. Драги ученици, денеска во нашата средина се наоѓа познатиот македонски писател Волче Наумчевски. Драги деца, вие знаете, јас сум другар на Коле Неделковски, на Кочо Рацин, на Никола Јонков Апцаров и сите оние кои беа во кружокот во Софија. Како што знаете, Коле Неделковски на 1 септември загина 1941 година. Јас, Кочо Рацин, Коле Неделковски и Митко Зафировски спијавне во иста соба. Али пред неколку дена јас се одвоив во друга соба и така вечерта дојде полицијата да тропа севте кај мене, па после најодзади кај Коле Неделковски. Коле Неделковски неќеше да му отвори на полицијата, а таа лупаше страшно, почна да ја крши вратата и Коле Неделковски во тој момент ја запали паклената машина и му ја фрли на полицијата. Експлодира паклената машина, падна на нас зидот и вратата, со Кочо Рацин не поклопи, отибемне во друга соба и тој изгледа ранет во рацете, во последно време го читаше Лермонтов и Пушкин, направи отисци на книгите и се фрли од 6-тиот спрат. Доле на плочникот се пролеваше неговата црвена крв, како најубаво знаме наше македонско, знаме на сите пролетери, знаме кој го носене во сите боишта наши. А сега ќе ви кажам неколку своји песни. Прво ќе ви кажам колку е убава нашата песна. Затоа треба да се постават патокази на кои ќе пишува
Патниче, не оди, не свиркај, но ти влегуваш во земјата на песната. Ако сакаш миловидните облаци да те озара со љубов, оди, тивко и слушај како празнува македонската душа. А сега, моја песма. Спи ми, чедо, среќен мој, сон ти игра прави, в насмев и наш весел пој, листон трепка слави. Јас сум тука, не си сам, ти ме слушаш цветуран, спи ми, чедо, мили лик, спи ми, спејан ти во стих. Сите деца лежат мир, прикршет на љубен сон, ме се шетав чеден сир, стивна надвор секој звон. Јас сум тука, не си сам, ти ме слушаш цветуран, спи ми, чедо, мили лик, спи ми, спејан ти стих. Ајде истркавај ги сонцата мои, со твоите рачина понежен од пена, затворени трендафили да расцветат бои. Сине, бродот мој веќе тони. Македонија, деј гиди море, он со чогледи мајски, деј гиди земјо од виножито вишна, сончевидна легенди со порти рајски, портокали растат кај олтари ближни и неколку овци со мирис на трло, македонска убост како цутна лоза, прекрстени шуми со псалми в грло, камбани и славеј во душа моја те носат. Песните на Волче Наумчевски ги учеле и ги учат многу генерации низ читанките и учебниците. Тој е омилен меѓу своите најмлади читатели, зашто непосредноста, едноставноста и убавината на неговиот стих остануваат долго во сеќавањата, како што и тој самиот со својата непосредност прави да го чувствуваат близок и свој. Неговата љубов кон татковината, тој ја пренесува на своите најмлади читатели со оној ист жар во кој во деновите на борбата за слобода настануваа стиховите на неговите слободарски песни.